Кога созреваме, воедно и се будиме и сонот за искачување на некаков врв завршува. Сме се искачиле, сме виделе што има гора, сме ги осетиле на кожа сите пречки, се враќаме доле и раскажуваме како било. Подпис Тони Земан. Тони, кој е првиот текст напишан за рапување или рецитирање, како сакаш? Прв текст ми беше, мислам дека 7-8 одделение. Не беше текст, него беа зборови. Зборови. Неколку, пошто во тоа време не бев многу по текстовите пишување, освен да па воопшто вака можам да стојам позади повеќето рапери, да препишеме странски текст, да го преведеме некоја фраза или тоа нешто, пошто тоа на тие години нема многу информација, поготово тоа време кога нема технологија, кога нема премногу информации како што има сега, нема зашто да пишеме. Така да имаше во првата група моја, 105, еден од членовите кој што беше многу начитан за таа возраст, една година постар од мене школска, меѓутоа генерацијски вака исто годиште родени. И он беше толку многу начитан и надарен за пишување, што ни пишуваше текстови, да ги рецитираме неговите текстови. Другиот член исто почна постепено да пишува сам, па напиша, па јас постепено почнав и така се надградувавме, меѓутоа Сите тие се денеска во хип-хоп или не? Не се. Не се? Може би слушаат овака, наоколу нешто ќе чујат, ќе видат, меѓутоа не се. Како што сум јас, не се. Се уште сме пријатели, си се гледаме, кога ќе се видиме, ќе се поздравиме, мовет ќе се направиме, меѓутоа не сме како што сме биле тогаш, во тоа време. И така почна таа приказка, друг ни ги пишуваше текстовите, ние ги рецитиравме, па јас пробував како да ги вметнам сега овие зборови, како дека све мора на рима да биде, а таа рима толку е тешка да се напише, да се најде ако немаш толку фонд на зборови. Па нешто такви основни зборчиња, има, рима, зима, прима, такви некои, кои што сега веќе не се ни интересни во рап текстовите, ке повеќето артистите сега, дури се избегнуваат римите, се гледа да се стави акцент на нагласок на, па тоа како да го кажем, као нагласок на стих во стих, кога влага тој нагласок со акцентот да му се стави на зборчето, па... Ај, например? Па, например, погледни се во огледало и кажи ми што гледаш, ќе сватиш дека исти сме од почеток до сега. Значи, гледаш и сега, нема рима, меѓутоа кога ќе влезе во течение едно или флоу, кога ќе си се каже во едно, како едно, и тогаш се добива како по звучност, као рима, ама не е рима. Вака тоа ми дојде сега, као, пошто има еден куп такви рими од повеќето артисти кои што има многу такви панчлайнови, баш рецитираат партал прават, има и млади деца кои што се сега многу добри, сум помлади од мене, па и постари, за разлика од порано, кога сме били ограничени, а и самата раперска школа тогаш била така, има, рима, зима, прима и толку. А во однос на тоа кој е пошколуван или не пошколуван, слушнав дека не ти одела многу школа, ама од она што секогаш сум те гледала на интервјуа или интервјуа во весници или на телевизија, секогаш си бил подготвен, да речам, нели, однос на тоа читаш, се надградуваш на тој начин, како своето образование или можеби не знам, те натера искуството, годините и се заедно. Читам од искуство. Значи искуствата ми се книга, буквално. Не се врзувам многу за книги. Сум прочитал, да. Не можам да се пофалам да кажам дека, не знам, имам библиотека или не знам. Сум прочитал тоа што ме интересирало, сум го прочитал, меѓутоа учам, читам искуство. Има една таква приказка не приказка, вистина од искуство е. Зен мајстор, кој што е човек роден во Њу Џерси, растен во таква околина, веќе 30 нека година му текнува да иде во манастир, во будистички храм некаде. И оди таму, поминува 9 месеци. Таму се учи следно, таму се чистат сите содржини, сите идеи, концепти, све за да се дојде до празен ум и тој празен ум да постои, да биде само постоењето сега и така натаму. И ово тие сите импресии, 9 месеци таму постоење, се враќа назад,
пак у Нью Џерси, веќе као замонашен. И пишува книга, нели, умот, паметен да се направи книга да направи, импресии, и се враќа пак назад, и му носи на главниот мајстор. И така за благодарност, као мајсторе, книга напишав, кога дал книгата и мајсторот само ја видел и ја фрлил книгата. Толку. Тоа е зен, да. Така да, сите тие содржини, сите концепти, идеи кои што умот сака да ги пренесе за само импресии. Вистинското искуство е ово искуството сега, јас тоа искуство го читам уствари, дали тебе или камерманот или позади или така да така јас сум се едуцирал низ годините и кога сум бил мал, многу ми било не знам, некако неприфатливо да јас сам мора да читам некоја книга која што наставникот ми рекол да ја прочитам за да мора. Ако не ќе биде вака, ќе биде така, и ние така сме цело време притиснати толку многу што многу од детството не го поминуваат од детство, него го поминуваат од бегство. Да. Кога сме кај тоа, каква беше поддршката или што ти рекоа родителите? На тоа е не мора. Благодарен сум на моите мама, родители тато за дома, тоа. нели, како и на сите деца. Мораш да учиш. Благодарен сум за тоа што ми остави да си ја живеам, една песна ја одамна спомнато, да си ја живеам мојата лична легенда. И јас сум и песна го спомнувам тоа, значи вечно благодарен за тоа што ми оставиле да имам право на избор. Ме поддржувале затоа што најверојатно мајка, татко чувствуваат дека окей. И многу е подобро на дете кога ќе му даеш слобода, отколку ќе му земеш слободата, па он ќе иде ќе лута, ќе бара негде. Јас многу пати сум бил и критикуван и ќе ме скарале све, меѓутоа пак на крајот било со љубов, не ми се истурале на мене гневот да ми истураат. Имало такви случаи да меѓутоа така, кратки биле. Повеќето владеела љубовта. Не сме били у некои сјајни услови да живееме, па не знам да имаме, не знам, богатство некој, па да не ни биде гајле, него така, средна класа, со сиромаштија, со имање, со немање, буквално сите ситуации сме ги поминале заедно и тука цело време превладувала љубовта и разбирањето. Не викам дека било секогаш сјајно, мислам и тоа е школа, многу добра школа и тоа ми е мене, сори, книга. Читам книга уживо, јас не сега чекам да читам книга и сега да треба да влезам у тоа он што како па некој друг како прочита тоа другачи ќе го почувствува и ќе го протолкува. Сакам директно да искусувам работи и да си ги директно да ги гледам и да ги читам уствари. Така и функционирам. Можеби затоа порано или тоа како беше преска прашањето дека сум знаел како да зборам, а не сум го сакал многу школа. Има еден куп такви луѓе кои што не ни биле на школа, па се не знам, некој статус во општеството висок имаат низ светот секаде. Тргнувајќи од уметници, спортисти, па и бизнисмени сигурно, кои што школата не им било репер, мене никогаш не ми било. Тоа ми било школа треба да биде за дружење. Социализација, не треба да не биде не тука да не тераат се, ако не доеш кецки ти стампа, ти мисли му е сега како да идам јас летниот распуст да го испуштам, да немам детски игри, да треба да учам за да поправам оцека, зашто кец ми ставил некој изфрустриран наставник или професор и ми се истора на мене, кој мон ми го зима, и знаеш, и тоа мене ми се развило толку. Супер звучело. На мене толку ми се развило тоа уште како мала и дека спортиста, кошарка, ја лака главата надвори. И гледам збора таму нешто, тоа што ја гледам таму како завршува све, наставникот доаѓа, ајде ти утакмица или тренинг или ој, тоа ми било мене важно. Животот, да, и тоа треба секој дете да му се дозволи да си го живее тоа. Значи да не биде под притисок воопшто. Јас многу работи, ако имам некогаш можност би ги сменил во образование, во едукација, значи кадри какви има, сум се чудел, кога гледам викам и сега вака на повозрастен викам види што се случува. Зошто сме ние вакви па се жалиме? Па што тоа е. Тоа е тоа. Да. И кога ќе погледнам вака, ако видам дека некој е ново Тони Малецко вака како тебе, тоа ми има на албумот Микроскопски организам позади, ми има 3 годишна возраст со уши големи такви. Не зборувам ваше некое детенце. Твое некое детенце. Мој дете? Да. И што? Ќе му речеш што? Да си го живее, да си го тера филмот или ќе мора некогаш да му речеш, ама знаеш си не мора? Не мора. Не мора. Не мора.
Нека е единица. Ама види сега за оценки збориме, тоа е абсурд. Добро. Тоа не сме да се, значи Па дека нели си не мора факултет, си не мора си не ова, керко, не знам. Ако би имал некогаш прилика нешто да можам да многу работи би сменил. Сигурно многу луѓе се Не, дали би сменил во однос на своето дете? Нели како ќе го воспиташ тогаш? Што ќе му кажеш? Не мора. Јас ќе го воспитам многу поинаку. Мислам не дека нешто као се ќе измислувам некои работи, него поприродно, почисто да вози, цел тек да вози природно, буквално. Без притисоци, без правила, без закони некои кои што се измислени баш за контрола и што од мали не зимаат нас и не делкаат да не спремат за кога ќе пораснеме да бидеме нечии робови. Уште од мали тоа го прават, само ние не сме можеле да го приметиме тоа. Тек сега се откриваат сите тие работи, вака па излагаат документарци, па портали, па имаш ваков медиум, таков, па откриваат работи кои што како работел, како замислувал све ова да изгледа. И тајната еден ден кога ќе се открие, кој ќе ги екне сите од земја, кога ќе се разбудат сите, кога ќе видат што се случувало, тоа ќе правиме муавет. Ќе бидеш ли искрен да ми кажеш дека кога заработи малку повеќе од она што си имал некогаш во животот, дали тоа во некој миг, барем секунда те промени? Те промени или не знам, стана поинаков, гледаше поинаку, дали парите може да не сменат? Мене лично не ме смениле, освен тоа што можеби повеќе сум потрошил пари на некое купување на гардероба или сум купил нешто поскапо од претходно што не сум можел да го имам. Од тој поглед да, меѓутоа нешто да здисувам не. И тие што ми биле околу мене знаат дека не сум го правил тоа затоа што не гледам некоја завршена цел во тоа, као парите готови се. Може сум потрошил да некогаш повеќе затоа што сум имал на патување, на гардероба. Меѓутоа сето тоа свесно и онака дури некогаш си викам што правам. За искуство. Значи, така се вика тоа. Купувам нешто, едно парче, еве сако нека биде и давам толку пари. Го облакам еднаш. Знаеш, свесно е. И не го повторувам истото. Ке заработам пак пари, не. Ке купам нешто поевтино ќе земам. Нема да ме зезни истото. Да, така сум функционирал од секогаш. Значи не сум нешто зависник од некои скапи брендови, па сега него да, можам да имам и мајчка од 5 евра, можам да носам и мајчка од 60 евра. Не ми менува тоа многу. Не ме промениле многу парите. Можеби од надвор ако ме гледале луѓе, па сега да, и мислат сега дека има пари и сега сменил. Нема врска, така сум се чувствувал, така сум се облакал. Не дека тоа е скапо, него едноставно чувството ме натерало така јас да се облечам. Тоа може да бидат панталони од 500 денари, кошулата исто така ефтина. Важно е како ги носиш, така, важна е енергијата. Ама луѓето некогаш тоа го гледаат по цена, знаеш, го гледаат, скапо се носи. Што скапо носи, носам ефтина кошула, саатот е релативно ефтин, може секој да го купи едно убивочи или земи го може за 100 евра да купиш. И за поевтино можеш да купиш. Кошула е, онаму се продава или земја. Мајчка можеш од 5 евра и знаеш, ефтино не е многу скапо. Меѓутоа така имаме ние некоја замисла, некоја слика така се гледаме као парите гудрио, го знаам во вчера тука ме беше сега, парите гудрио глава, види го сега. Таа врска нема. Тоа е негова импресија. Таа импресија мора подитно да се тргне од главата, да. Пошто не е ништо лично. И ги разбирам. Беше мовет, ги разбирам во првиот дел. Тетоважи. Нешто што раскажува приказна. Да, тетоважи раскажуваат приказна и тетоважи исто дел од тие содржини од идентитети. Да, па раскажуваат многу работи кои што ги правил, раскажувале работа што сум ги правил тогаш. Значи у моментот кога сум ги правил тетоважите, кога сум ги сликал, бројки, букви, фигури све биле од некаква идентификација со нешто. И затоа сум се насликал. Сега има некои луѓе прават тетоважи така, има некои прават со порака, има некои цел живот се посветени на тоа и они се идентификација со нешто. Телото, тетоважите и цел живот се тетоважа. И така натака. Јас сум избрал, така да се насликам како што сум сега. Не значи дека нема
пак да се истетовирам или па дека се каам. Не, него тоа е уметност. Знаеш, тие што тетовираат не се само и хулигани, вагабонти или криминалци, не знам, па се истетовирани се види, знаеш, вакви се, такви се, наркомани. Тоа е уметност. Уметност и секој има право да се избере каква слика ќе си наслика на своето тело. Тоа е исто како на хартија. Ќе земете, ќе насликате слика некој искуство. Баш искуство. Супер. Еве сега, омилен стих, овде вели вака. Бираме од два или ти ќе имаш трет. 21.7.83-та, едно дете влета на оваа планета. Едно дете влета на оваа планета. Да. Подоцна рапер Бела Раса. Тоа фанатик, тоа е стара песна, да. Кога тони ритам каса, на нозе е цела маса, или можеби сватив вашата автобиографска, како што си рекол, се враќам, сватив животот нема да се врати, оди преку се, секогаш барај повеќе. Да, таа е таа. Таа песна е директно од изворот, а претходната песна е од идентитетот раперски во 2003-та. Да, точно памтам кога, да. Добро. И која сега од овие две? Сватив? Која би избрал? Да. Не, апсолутно втората, пошто таа безвременска, како да ти кажем. Ова е моментално, знаеш, ја рапер и сега тони ритам каса на нозе цела маса, значи ритамот јас кога го рецитирам на него, публиката е на нозе и као поддржува. Метафора. И ова е исто, меѓутоа ова е многу по-суштинско. И во таа цела песна Сватив е тој преокретот. Таа е последна песна од албумот Супер Зен, пошто се разликува од сите песни, пошто таа на крајот на целиот тој филм, пошто сите очекувале сега Супер Зен и сега. Тоа е исто така представување на еден идентитет, каде што ја на крајот од таа цела приказка ја заокружувам со промена, нешто што ќе не очекуваат. Нема да очекуваат, него многу поише ќе ги стопли и ќе ги пренесе у следната етапа. Значи таков преокрет. И тоа обично така го направи на крај како последна песна и веќе после продолжив со микроскопски еволуција. Организам, да. Тоа беше само увертира. Правиот збор увертира. Секој кој ќе сум го слушнал, што тира, кој тира? Увертира. Да, вовед еден во тоа што следува понатака микроскопски организам, промена, свеста, будност, веќе слобода, веќе тука заедно, светот е твој, веќе тука има нешто. Ама сум го спомнал претходно. Не измислам сега, него претходно само ви кажав дека ова се забавував, убаво е, супер е тоа. А сега ќе ви кажам што сум сега да ви објаснам како стојат работите. Да. Флека. Ќе остане ли една поголема вака флека? Тоа е идејата да остане една поголема флека вака во однос на музиката кај нас? Да, и остана флека у срцата кај тие што слушнале флека кај јас. Мене ми е многу убаво, пошто не направи помпа околу тоа. Па не е за помпа флека, значи флека се сите супер музичари, не сум јас флека, флека е движење, дружба, музика на различни прсти, различни инструменти, умови и сето тоа си носи порака. Си носи чувство, значи овака флека и емоција, чувство да не доаѓа. Знаеш, така го гледаме тоа со флеки што почна концертот. Има ли флека тука кај нас? Тоа е тоа, дали е вака или е се уште вака во рамка? Се луѓето оние кои што треба да ако гледаме, ако почнеме од оваа страна, да гледам, да се жалам, да нема. Значи нема услови, нема струја, нема ова, нема. Не е добро, нема. Нема бина кај, нема пари, нема. Да, можам и така да зборам, меѓутоа не сакам, затоа што ако го разбудам тој ќе владее тој и така ќе ми биде све, затоа си гледам на позитивно да биде што и супер е така, подобро се остварува. Сме имале неколку настапи, да. Не сме толку активни, меѓутоа има надеж, еве. Сега имаме неколку настапи закажано за периодов што доаѓа. Знаеме во каква ситуација сме. Сите што свират повеќе од 4 години живеат овде. Не знаат колку е тешко тоа да се реализира еден таков настан со голем бенд, па чека хонорар, па
струја, па кабли, па инструменти, па бина, па и знаеш многу од луѓето немаат сега баш амбиции тоа да го направат, да ќе викнеме DJ, да ќе викнеме овие кавер двајца тројца. Нешто што е најлесно. Да. Тие што се осмелуваат тоа да го направат, секоја чест, благодарност затоа што ни дале можност ние да се представиме. Тоа се случило неколку пати и ќе се случува. И така си постоиме за да си искусуваме убави работи. Тоа е флека. Тоа е поентата на целиот бенд. А и музичарите сите сакаат да свират, сакаат да груваат, сакаат слобода. Супер. За крај... Немој крај сега, таман се Тоа се загрев. разприкажам. Да. Кој е најголемиот критичар? Во кого имаш најмногу доврва да му ја кажеш не секоја, но барем по некоја тајна? Само таму? Јасот. Само таму? Ама знаеш кој е тој јасот? Добро, кој е? Тој јас е најголем критичар, свезна е, будно прати све како се случува, не само за себе, него и за другите. Тој јас. Сам ти, јас. Едно е, значи едно. И тој како што ги знае како стојат работите, никој друг не може така да ги види и да ги соопшти работите. Значи јас ако правам една песна, мене ќе ми се свига вака тоа, ќе ми рече егото и добре, топе. Ама тој прави и ќе има добри критики, позитивни. И нема да приметат некоја грешка што само тој јас ќе ја примети и ќе рече токма ќе Како можеш? не треба, дај ово боле можеш да го направиш или не е добро или лошо е, смени се. Тоа ми е целата поента. Тој јас треба сите да си го разбудиме. Кога ќе си го разбудиме, кога ќе си се погледнеме овака, ќе се издуплираме добро и јас ќе си го видам кај тебе, ти ќе си го видиш кај мене и хоп, тој ли бил бе, за тој збориме бе. И тој све приметува, све знае, тој е најдобар критичар, зборам за вистината, за искреноста зборам. Секој што го има тоа, верувам му критиката. Да. Супер. Се гледаме во вториот дел. Се гледаме во вториот дел. Го запознав Тони кога си уште не беше познат, не знам дали вие ќе се сетите на тој миг, требаше да дегустирате една баница кога Фани беше готвачка. Не знам дали ќе се сетите кај Фани дома. Тони беше подготвен другиот ден со својот другар да оди да снимаат спот. Беше едно дете кое што знаеше што сака и во тој миг, а за која песна снимавте спот? Знам дека требаше тој да ви снима спот, другарот ваш требаше да ви снима нешто. Камера, се договаравте што како. Се сеќавате? Баш ова го зборевме пред да почнеме за тие такви истражувања што мене ми се допаѓаат кај новинарите што знаат информации да излечат некои што ни мене не ми текнало у периодот дека тоа воопшто постоело, постои. И ете сега ми разбуди нека таква емоција на тие моменти.